Кон крајот на месецот, веќе конечно граѓаните и посетителите на Скопје ќе може да уживаат во панорамскиот поглед на Милениумскиот крст во височина од 67 метри. Ако дозволат временските услови, се очекува до крајот на месецот да бидат завршени градежните активности на Милениумскиот крст и тој да се стави во употреба за посетителите, вели првиот човек на ЈСП Игор Јанушев. Очекувам дека некаде за 10-15 дена веќе да почне со работа и ресторанот во подножието на самиот крст и со отварањето на новој објект и неколку дена после тоа, односно во следниот период од недела, 10 дена, односно како што кажавме до крајот на месецот, да функционира веќе и лифтот и сите некои што сакаат да можат да уживаат во панорамскиот поглед на Скопје. Лифтот е набавен од француска фабрика, која се рангира меѓу најдобрите 3 во светот во изработка на вакви лифтови, а целата инвестиција е во вредност од 75 милиони денари. Сметавме дека е добро да инвестираме во односно да го обновиме и да можеме повторно да понудиме тоа како една атрактивност за сите туристи. Така да проектот се работеше малце подолго време. Конечно ги надминавме сите проблеми кои што ги имавме и веќе сме во финална фаза и во текот на месецов истото ќе биде возможено за користење. Билетот за возрастни и деца над 14 години ќе чини 50 денари, а возењето на деца од 6 до 14 години ќе чини 20 денари. На врвот, посетителите, освен што ќе уживаат во погледот, ќе можат да конзумираат храна. Освен возењето со лифтот, дел од турата предвидува и движење на посетителите по краците на крстот, во присуство на едно лице вработено на крстот, кое ќе ги проследува.